Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушат емисијата насловена како Глас на вистината. Се надевам дека и ова вечер ќе биде посебна вечер, благословена вечер, пријатна вечер. А она што најмногу го молам Господ, оваа вечер да Тој преку силата на Духот Свети се разбира ги отвори нашите очи, очите на нашето срце, за да можеме да гледаме она што Господ сака и да примаме она што Господ сака оваа вечер да ни зборува, се разбира, за сите нас. Така да, како што реков, дека навистина мене ми е мило и драго, и се разбира ќе зборуваме за една посебна тема, клучна тема. Тема која што е отпочната уште од Стариот Завет. Тема за која што зборува целото Свето Писмо. Тема за која што самиот Месија дојде на овој свет. Тоа е всушност за Христовото воскресение. Минатата служба, поточно минатата емисија, нагласив дека зборувавме одредени предавања, поточно серија предавања за раѓањето на Месијата. Но сега ќе зборуваме за воскресението на Месијата, за клучната работа, затоа што Библијата вели дека воскресението на Исуса Христа е камен темелник или клуч врз кој што е изградено целото, се разбира, целото христијанство. Кога зборуваме за овие нешта, јас минатата служба наброив 3 работи. Еве повторно ќе ги набрам тие клучни 3 работи, кои што Девид Браун вели. Токму многу нешта зависат од одговорот на оваа прашање. Веродостојноста на Библијата, одговорот на човековата потрага по смислата на живото и иднината на сите луѓе. Сете ова зависи од тоа дали Исус е жив или пак неговото тело никогаш не го напушти гробот. Потоа спомнавме 3 групи на луѓе по прашање на Христовото воскресение. Дали е важно и дали е вистина? Голем број луѓе веруваат дека Христос воскреснал од мртвите. Голем е бројот на оние луѓе кои на оваа случка гледаат како мит или бајка. А најголем број на луѓе кои никогаш сериозно не размислувале на тоа, се мисли на Христовото воскресение. Како што кажав, ако зборуваме за воскресението на Исуса Христа, ќе видиме дека навистина Словото Господово ни открива дека е камен темелник, клуч врз кој што е изградено и целото христијанство. Што на ова апостолот Павле ќе каже по прашање на воскресението на Исуса Христа? Тој вели вака: ако пак Христос не воскреснал, тогаш празна е нашата проповед и празна е нашата вера. Дали некој некогаш, па дури и денеска, ја побиваат смртта и воскресението на Исуса Христа? Се разбира, ова е многу доста интересно прашање за кое што се надевам дека во наредните емисии, точно кои ќе зборуваме за воскресението на Исуса Христа, ќе си го поставиме ова прашање. А тоа е: дали некој некогаш, па дури денеска, ја побива смртта и воскресението на Исус Христос, нашиот Господ и Спасител? Но почитувани, да се навратиме на прашањата кои ни беа поставени. Дали навистина Исус Христос воскреснал од мртвите? Дали е вистина и дали е толку многу важно? Напоменав, од тоа зависи веродостојноста на Библијата. И минатата емисија зборувавме
околу веродостојноста на Библијата. Ако Христос не воскреснал од мртвите, не само што ќе беше празна нашата проповед, не само што ќе беше залудна емисијата, гласот на вистината, и многу нешта кои ќе пропаднеа буквално во вода, туку исто така и веродостојноста на Светото Писмо и сите оние пророштва кои ги гледаме во Стариот Завет, околу Месијата, околу неговото раѓање и околу неговите страдања, распетие и воскресение. Но ова емисија ќе зборуваме дека исто така, дека воскресението на Исуса Христа ни дава одговор за смислата на нашиот живот. Кога ќе го читаме Светото Писмо, особено кога ќе читаме книгата на Проповедникот, книга која што се наоѓа во Стариот Завет, ни дава точно писателот одговори на ова прашање. Кој е смислата на животот? Дали има смисла нашиот живот? Затоа реков одговор на човековата потрага по смислата на животот. Не само што ќе беше празна нашата проповед, не само што ќе беше празна нашата надеж и вера, туку нашиот живот ќе немаше буквално смисла. Библијата вели дека оние тогаш кои што умреле заради Христа, умреле залудно. Немало никаква смисла. Ке дојдеме до точката на тоа дека нашиот живот нема никаква смисла. Ке не можеме да дадеме одговор на овие три клучни прашања кои што се поврзани со нашиот живот. Од каде сум, зошто сум на овој свет и каде после смртта. Ако Исус Христос не воскреснал од мртвите, ќе немаме одговор на овие три клучни прашања кои го сочинуваат целоскупниот наш живот. Затоа, кога ќе читаме книгата на Проповедникот, ќе видиме дека писателот точно се занимава со оваа прашање, но исто така дава одговор на оваа прашање. Според многуте мислења се мисли дека Проповедникот е точно синот на Давид, а тоа е Соломон. И дека оваа книга е напишана во време кога Соломон бил во неговите зрели години. И почнал да пишува оваа книга и да се запрашува за смислата на животот. Дали постоењето на овој свет има некоја смисла? Каква е смислата на нашиот живот, ако се е до гробот и понатаму нема ништо? Денеска голем број го делаат истото мислење со нас. Го делаат со мене. Но, почитувани, сакам само да напоменам, ова е навистина едно широко и длабоко прашање. Може би оваа вечер си ти таа личност кој што си го поставуваш истото прашање. Дали твојот живот има смисла? Или не? Ова е интересно прашање, се разбира до сите нас. Дали нашиот живот има смисла? Ако нашиот живот има смисла, всушност би кажал, ако нашата вера има смисла, верата во живиот Бог, тогаш и нашиот живот има смисла и нашата надеж. Затоа, Христовото воскресение е прв чекор за смислата на животот. Дека нашиот живот има смисла. Зошто? Затоа што пред 2000 години Исус Христос воскреснал од мртвите. И тој е жив дон денес. И затоа твојот и мојот живот има смисла. Цената на смислата точно ја платил Создателот.
оне кој го творил небото и земјата. Нашиот живот има смисла. Биле прашани двајцата браќа Кирил и Методи околу оваа прашање: дали животот има смисла? Зошто живееме? И одговорот бил ваков. И со тоа сакам да завршам барем оваа емисија, а да продолжиме, се разбира, во наредната емисијата Гласот на вистината. Нашиот живот, кој ние го живееме во овој свет, е дар од Бога. И затоа нашиот живот има смисла. Затоа што смислата, одговорот лежи всушност точно во воскресението на Исуса Христа. Дека после овој живот продолжува нашиот живот во вечноста. Ние некогаш ќе зборуваме по оваа клучно прашање, кој што сите ние, дали свесно или несвесно, си го поставуваме. И не само што си го поставуваме, во одредено време, во дадената ни прилика, не заплашува оваа прашање: а каде после смртта? Или па се завршува во гробот. Но наредните емисии, реков, ќе зборуваме, макар што кога зборуваме за воскресението на Исуса Христа, неизбежно е да зборуваме за смртта. Затоа што без смртта нема ни воскресение. Имајте пријатна вечер, Господ со вас нека биде, и се разбира, ако даде Господ, да се слушнеме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Со воскресението на Исуса Христа, нашиот живот добива смисла за понатаму од овој свет. Пријатно.